се користи дури и религијата во оваа држава во недостиг на идеи на политичарите и визија за како да го подобрат животот на своите граѓани, се става во политичка функција, во функција на ефтин пиар и собирање политички поени. Прашањето е дали ќе паѓате и ќе паѓаме на вакви ефтини финти, провокации, тепачки на стадиони, не знам, извици, глупости кои што ги прават луѓе кои што се изманипулирани од пропагандата, задоени со омраза, мислат дека се сака своето со омраза кон туѓото, а тоа е секогаш погрешно. И ако дозволите такви луѓе да ве изманипулираат, тогаш веројатно сте полоши и од нив. А во исто време, оние народи кои што сватија, скандинавските, дека тој круг на омраза некогаш мора да запре и дека треба да работат заедно и да соработуваат за сите да живеат подобро, видете во споредба како живеат скандинавските држави. Или уште па подобар пример се земите од Бенелукс. Знаете ли таму колку имало омраза, убивање на верска основа, на политичка основа? Небројни милиони се загинати во тие држави. Протестанти, католици, па дошле шпанците, дошле австриците, дошле французите, германците. Че тоа било масакар кој што траел со векови. Им текнало, дечки, џабе го правиме ова, само сите заедно ќе тонеме надоле. Треба да конкурираме на Франција со 60-70 милиони, една Германија со 60-70 милиони, една Британија. И успеале.